Да се најдат решенија со кои што се соочуваат граѓаните секојдневно, а воедно и да се генерира развој на градот со реализација на проекти кои што се од суштинско значење. Ова се заложбите на локалната самоуправа која што функционира во рамки на општина Штип, секако предводена од првиот човек на општината, градоначалникот Иван Јорданов. Тој е наш гостин денеска во програма на градови. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и од мене. Благодарам на можноста да разговараме за општина Штип и потребите на граѓаните на општина Штип. Би сакала да се надоврзаме на претходниот прилог кој што говореше за јавниот градски превоз со електрични автобуси во општина Струмица. Каква е состојбата со јавниот градски превоз во Штип? Обезбедивте 6 нови автобуси, дополнително плюс 3, сега најверојатно се вкупно 9 и верувам дека им овозможивте користење на квалитетен јавен градски превоз на граѓаните на општината. Токму така, минатата година го воспоставивме јавниот градски превоз после долги години барање на жителите, имајќи во предвид дека повеќе од 15-20 години Штипјани имаа потреба од организиран јавен превоз. Морам да истакнам дека сум презадоволен затоа што воведовме еден нов начин на функционирање не само во централното градско подрачје, туку вклучувајќи ги приградските населби и најдалечните дестинации, нови модернизирани, климатизирани автобуси кои што се пуштени во употреба. Веќе една година јавниот градски превоз ги превезува учениците, пензионерите, граѓаните, сите оние вработени во јавниот сектор, вработени во компании кои што го користат јавниот градски превоз, и од впечатоците кои што јас ги имам, а верувам дека и граѓаните, навистина е потреба на граѓаните и во насока на модернизирање, одржување на редовните линии. Ќе продолжиме да се движиме и во наредниот период со информации кои што се неопходни за граѓаните по однос на тоа каде се движат линиите, во колку часот застануваат самите автобуси на постројките, како и движењето на самите автобуси. Сметам дека е добро и корисно граѓаните да имаат навигација кога ги чекаат автобусите на самите постројки. Влегувате, односно влеговте во последната година од вашиот мандат како градоначалник на општина Штип. Морам да ве прашам, задоволни ли сте од досегашниот развој на општината под ваше раководство и успеавте ли да ги реализирате планираните проекти? Секогаш може подобро. Сигурно дека има одредени аномалии и пропусти кои што се надевам дека во периодот кој што следи ќе успееме заеднички со граѓаните да ги отклониме, имајќи во предвид дека сме во секојдневна комуникација непосредно. Она кое што морам да го напоменам е дека изборната програма која што беше поддржана на непосредните избори е навигација кон која што се движиме, и голем дел од проектите кои што беа наведени во изборната програма се веќе реализирани. Има и одредени проекти кои што во секојдневна комуникација со нашите сограѓани, независно од тоа што не се нашле некогаш во изборната програма, се реализирани како потреба и како динамика секојдневна. Така да, ако сублимирам, можам да кажам дека сум задоволен, но може и подобро, затоа што секојдневно се случуваат одредени проблеми, потреби. Нормално работиме со ограничени ресурси. Како град кој што е центар на Источна Македонија, како административен културен центар, заслужуваме повеќе. Јас се надевам дека со најавената децентрализација и средствата кои што се предвидени од централниот буџет, дека граѓаните навистина ќе видат развој во нашиот град и со тоа ќе се овозможи да се создаде една модерна инфраструктура. Кои се капиталните проекти во 2024 година на кои најмногу се посветивте како општина? Веќе гледаме инсерти и дел од тие проекти кои што веќе сте ги реализирале. Булеварот Партизанска моментално е еден мој предизвик кој што во овој момент се одвива, и на местото каде што се гради овој булевар навистина едно големо градилиште, поврзува две големи населби, но и еден потек во градот кој што е доста фреквентен, кој што претходно беше небезбеден, неуреден. Со две ленти го започнавме овој крупен проект во должина нешто повеќе од 1 километар за уредување на, односно сообраќајно булеварско решение, со претходна промена на подземната инфраструктура, нешто кое што сметам дека е потреба на граѓаните. Очекувам до крајот на оваа година, веќе следниот месец, да се финализираат активностите и да влеземе во последната фаза од реализација на овој булевар. Низа на
инвестиции во подземната инфраструктура. Штип долги години има големи маки и проблеми со застарената водоводна мрежа. Повеќе од 4 километри се промени главна водоводна линија, нешто кое што не е видливо за граѓаните, но е суштинска потреба за нас, затоа што доста често се случуваат дефекти и она кое што е наша крајна цел е етапно од година во година да ја реконструираме подземната инфраструктура. Паралелно на ова, во централното градско подрачје се градат конзоли на река Отиња, се практично шират главните две сообраќајници Маршал Тито и Васил Главинов. Се изгради нов мост во централното градско подрачје со цел кратење на движењето на автомобилите. Паралелно на ова ги напоменавме јавниот градски превоз, кружни токови кои што моментално се градат во градот Штип. Реконструиравме 3 критични крстосници кои што во минатото беа црни точки и места каде што се случуваа сообраќајни несреќи. Така да секојдневно се занимаваме со инфраструктурата, дел тековно одржување на постоечка инфраструктура, а верувам дека има и доста нова инфраструктура која што штипјани ја гледаат секојдневно. Можеме да кажеме дека Штип како универзитетски, образовен, здравствен и културен центар на Истокот ги заслужува сите овие проекти и многу повеќе, нели, за да може, нели, да се дојде до еден вистински одржлив развој на општината и поубав и поквалитетен живот на граѓаните. Со 250 милиони евра обезбедени од владата ќе се стимулира развојот на општините и ќе се подобрува животот на граѓаните. Беше објавен јавен повик, се аплицираше, нели, од страна на општините, па моето прашање со кои инфраструктурни капитални објекти аплицираше општина Штип за да може, нели, да ги искористи овие средства и оваа помош од владата? Така, општина Штип аплицираше и конкурира со еден крупен капитален проект, тоа е обиколница, која што го поврзува едниот крај со другиот крај на градот, но и непосредните населби кои што гравитираат на оваа обиколница и можност за перспективно развој на еден дел кој што моментално не е урбанизиран. Паралелно на оваа обиколница која што очекувам веќе во следната година да се реализира и да овозможи возилата кои што имаат потреба да се движат од едниот крај до другиот крај, да не го користат централното градско подрачје, туку директно преку обиколницата да стигнуваат до крајната цел и со тоа да се реши проблемот со сообраќајниот метеж во одредени делови од градот, пред се мислам овде на центарот на градот. Паралелно на изведбата на оваа обиколница, која што, како што напоменав, е наш приоритет и проект со кој што аплициравме, од средствата предвидени од централниот буџет, градиме нова водоводна линија, линија 2, која што е наменета за водоснабдување на околните населби, кои што гравитираат до оваа обиколница, но и за создавање на нова инфраструктура. Очекувам да се генерира развој на потегот, затоа што досега, како што напоменав, овде нема урбанизација, ќе се отвори можност за парцелизирање, за носење на детални урбанистички планови, за отуѓување на градежно земјиште, за развој, за генерирање на развој во нашиот град, така да ова е еден капитален проект кој што верувам дека на еден краток и среден рок ќе ги врати средствата кои што ќе бидат инвестирани и ќе овозможи развој и мултиплициран ефект. За да можеме да имаме развој, потребна ни е и работна сила. Меѓутоа, земјава, но и општините низ држава се соочуваат со недостиг на човечки капитал. Работници недостасуваат на секаде, младите се иселуваат од земјата. Како вие се справувате и го чувствувате ли овој проблем? Ова е можеби еден од посериозните проблеми кои што како институции, не само локалните самоуправи, верувам дека и другите останатите институции се соочуваат секојдневно. Дефицитот на работна сила, на стручен кадар е се повеќе присутен. Се надевам дека со одредени измени на постоечките закони ќе се стимулира продуктивноста, затоа што продуктивноста е таа која што генерира развој. Верувам дека насочувајќи се кон плаќање на продуктивноста на вработените во јавниот сектор, ќе имаме навистина институции кои што ќе бидат сервис на граѓаните. Генерално имаме сериозен проблем, не само во рамки на
трудоинтензивните дејности, односно на вработените во јавните предпријатија, комунални предпријатија, кои што директно се да кажам вклучени во одржувањето на хигиената, во сервисирањето на комуналните потреби, туку и кон јавната администрација, стручните служби кои што од ден на ден се помалку и се повеќе дефицитарни. Сега од потешките теми одиме малку на поубавите, нешто што се очекува да се случи деновиве во општина Штип. Јас воведот ќе го почнам со една изрека која што вели дека сите вкусови водат кон стомакот. Кој пробал пастрамајлија никогаш не останал со една. Вкусно тесто послано со свинско или со пилешко месо со чашка црвено вино или пиво е вистинско обележје за градот Штип. Всушност и ова е најава за она што ќе се случува следниот викенд на 20 и 21 септември ќе се одржи 16-тото издание на Штипската пастрамајлијада. Ќе истакнам на нова локација, претежно со домашни музичари. Она што особено ќе ги интересира граѓаните е дали ќе биде поскапа пастрамајлијата. Нашиот бренд Пастрамајлија, сум сигурен дека и оваа година ќе го промовираме на најдобар можен начин. Ја користам оваа прилика да ве поканам вас, да ги поканам гледачите, да овој викенд бидат присутни во градот Штип, да уживаат во добра забава, да вкусат вкусна пастрамајлија. Имаме причина повеќе да бидеме добри домаќини, затоа што веќе од оваа година имаме нова локација на одржување на оваа манифестација, која што по 16 пат ќе се одржи во нашиот град. Ветуваме добра забава, добра дружба, многу изедени пастрамајлии, многу продадени пастрамајлии, обрат на финансиски средства. И она кое што сакам да го потенцирам е дека во овој момент во Штип се гради едно шеталиште во централното градско подрачје за прв пат, нешто кое што го нотиравме како потреба. И на оваа шеталиште ќе се одржи овогодинешната пастрамајлијада на улицата Ванчо Прк, или попозната помеѓу Штипени како едносмерната. Так. И јас сум сигурен дека манифестацијата Штипска пастрамајлијада ќе биде одличен настан за промоција на самото шеталиште. Го изменивме сообраќајниот режим и ќе создадеме еден добар амбиент, граѓаните на Штип, но и сите гости да уживаат во нашиот град, во добра забава и во вкусна пастрамајлија. Јас само ќе споменам дека според многу пресметки во штипските кафеани и ресторани годишно се печат околу 1 милион пастрамајлии. За штипјани ова е култен специјалитет, но и вистински вкус за сите оние кои што доаѓаат во Штип да ја вкусат штипската пастрамајлијада. Одлична можност за негување на традицијата преку храната и вкусовите, но и одлична можност за економско зајакнување на општината, нели, преку ваквиот вид на функционирање во угостителството, но и на овие манифестации кои што ги привлекуваат и домашните, но и странските туристи. Апсолутно, тоа е суштината, да на најдобар начин го презентираме нашиот бренд, да овозможиме што е можно поголем број на гости да го посетат Штип, не само да пробаат пастрамајлија, туку да посетат некој од деловните објекти, конфекциите кои што ги имаме во нашиот град, затоа што Штип не е само град на пастрамајлијата, туку е и град на модата. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви посакувам успешна реализација на планираните и најавените проекти, се со цел да имате убава и развиена општина, но пред се задоволни граѓани. Благодарам и на вас на можноста и имате отворена покана овој викенд да бидете во Штип. Со задоволство. Ви благодарам.